Има ли некој? Се вратив! Помощ, мамо! Помощ! Помощ! Леле, мајко, што е ова? Ти реков, не викај. Зашто не викам? Тања експериментира. Ело вам. Што е ова? А ова? Коста. Како беше на службен пат? Благодарам на прашањето, добро. Кој е коста? Костур од Коста, така Тања го нарекла. Тој костур од Костовски што бара овде кај нас, а? Тука му е најудобно. Тања! Вашиот мил Васко се вратил од пат. Вашиот мил Васко се вратил од пат, ама кај се вратил? Во куќа на стравжина ужас. Што бара ова риба во кадата? А според Тања треба да тренира пливање, заборавила во рибникот. Море ти да тренираш. А ова го дадоа за Тања и била скршена левата нога. Значи треба да иставиме гипсена протеза. Што? Гипсена протеза. Гипс. Добро, што е ова? Ова значи дека во нашава куќа на страв и ужас владее работна атмосфера. Работна, значи кокошарник, не? Кокошарник, амбуланта. Што? Ама, Васко, како да доаѓаш од северниот полпати? Не доаѓам јас од северниот пол, туку од јужниот. Од Струмица се враќам од службен пат. Од симпозиум. 10 дена ме немаше в куќа, вие сте ја направиле куќата во рибарница, во кокошарник, во костурница. Васко, смири се, што има лошо во сето тоа? И најпосле да ти кажам, овој Коста е Миренко бувачка. Јас си го купив на Тања од оние додатоци што и добивам за пензијата. Сега, Васко, знаеш што, извини, морам да брзам, немам време, зашто треба да ја асистирам на Тања. Море, можеш од тие твои додатоци да купиш нешто побово отколку костурски коски. Илчо, помогни ми! Побрзо, Илчо. Не сакам Коста да ми падне во преградка. Си дошол? Сум дошол. Што ми купи? Што можам да ти купам од Струмица? Чушки и френки? Куќава е лудница. Васко. Кажи. Ова навистина е лудница. Лудница. Јас не можам повеќе да издржам. Не јас. Сите беа против мене. Ме навредуваа со зборовите, каде ти е хуманоста? Да. Одвај дочекав да дојдеш и да расчистиме. Со Коста? Ма Коста е мирен како Мартов. Со амбулантава. Што ви луѓе, што бе спопаднало сите амбуланта? Амбуланта за домашни животни. Каква амбуланта за домашни животни? Ќе сварам кафе да се освестиш и на мир да позборуваме. Па на Тања и биле потребни сите тие животни за на училиште. Најпрвин баба и го купи Коста, за да учи за коските на човекот. Знаеш ли ти, тато, колку коски имаш? А знаеш ли ти, од јас ке те врзам за Коста? Зошто? Да му ги броиш коските. Јас веќе ги броев. А ти ако не замолчиш, јас ке те врзам да му ги броиш повтор пат. Васко. Каде може да биде? Кој? Пикица ми побегна, не мрдајте. Добре, дојде. Како вие сега тој Пикица? Па Гоце Пикица.
Не, мајко. Дайте. Го фатите ли? Многу си непослушен и немирен пикица еден. Тања, ајде, немаме време. Да, просекот на неговите рефлексии е реципрочно поизразен при скокање. Мора да видиме зошто. Ајде да пробаме со едносмерна струја место со оваа нашава. Да, така ќе успееме. Ете, сега и самиот си сведок. Чекај, не мрдај. Овде нешто мрда. Ајде, Илчо, провери и тој да не вие некој пикица. Тоа мора да е Сарка. Кој? Сарка, змија со одсечен опаш. Готово сатарчето. Сега сатарчето. Тато! Тато, Сарка е слепа, не... Јас уредив. Готово е, провери дали има. Сарка побегнала. Браво. Ми го пропасти мглето. Ми го пропасти масава. Ми го пропасти нејубавиот Гердан. Не. Јас повеќе не можам да издржам оваа куќа. Најпрве ми го донесеа Коста, а потоа кокошки, петли, змии, жаби, крокодили. Не можам повеќе да издржам оваа куќа. Сега почна и мебело да се демолира. Па знаеш ли? Ми го пропасти најубавиот Гердан, разбираш, а го купив на кредит. Добро. Јас ти го купив за роден ден на 8 март. Но јас го отплаќам, разбираш, јас го отплаќам. Илчо, ајде, земи го сатарчево и ако видиш кокошка, слободно речи дека ќе јадеме денес пилешка. Си, шефе. Не можам повеќе да издржам во оваа куќа. Слушаш, Васко, ако ти нешто не средиш, јас си одам. Па знаеш дека во кокошарник ништо не е средено. А каде ќе си одиш? Во зоолошката градина. Таму сигурно е помирно отколку во нашиот стан. Пардон, кокошарник. Тато, земи си го сатарчето, доаѓаат новинари. Сакаме да направиме за средната страна една фоторепортажа за вашата амбуланта во семејни услови. Инаку ние сме од утро. Па мораме тоа побрзо, знаете, оти имаме уште 5 репортажи пред нас. Како ти изгледа овде? Што, мисли, овде? Да. Фрскам. Ни атмосфера, ништо не. Овде направи нешто. Направи нешто, ајде смисли нешто. Нема проблем. Еве, вако, да, само... Тоа. Лустер, никакво лустер. Да, можете ви застанете овде. Имаш ли ти нешто да донесеш вака по-ексклузивно да изгледа целата оваа репортажичка? Насловна страна ме го прашање. Ние можеме нешто да импровизираме вака тука, да застанеме, вие другарке би можеле да... Да, ќе ве пласираме во саботниот број. Тој е најтиражен и ќе станете славни. Сите ќе зборуваат за вас, а насловот ќе биде таткото и мајката на нашата најголема медицинска надеж. Одлично. Оние мои не... Од канцеларија има да пукнат од мака. Одлично. Супер! Одлично. Еве, другарке, вие држите кокошката со едната рака, ве молам во профил да би. Ма чекайте, другарка, ова не е билим бегово, па кокошки. Како не е важно, ова е ексклузивна репортажа, така, малку, ако сакате погоре, профилче, срце. Одлично, само да видам, да проверам само, одлично, да ве видам вас. Добре, одлично, брскане. Тоа нема врска. Дете, имате ли уште нешто вака по ексклузивно? Имаме. Коста. Коста, мислам, ако е помлад човек, ќе може од нашава десна страна. Да, ако од озгоре... Одлично. Дайте го. Ти, момче, застануваш вака до ова вампирчево. Вие за него за рак, а немате слободна рака. Добро, така одлично? Стои така, одлично. Само да видим. Можете ли тоа? Да, вие со сатарчето. Одлична семејна фотографија, сатарчето малку кон кокошките. Мислам кон сопругата. Не, сепак кон... Пред да ја интервјуирам вашата веќе славна керка,
Што ќе кажете вие како нејзин родител за безкрајната и пожртвувана љубов што Тања им ја дава на животните? Па ова, мислам... Ми смета со Тарчево, па ќе продолжам. Значи, пресреќен сте што Тања толку несебично и пожртвувано ги лекува болните животни. Па, како започна сето ова? Па, започна со моето враќање од службено патување. Одлично, значи тоа е наследство по службена линија. Добро, вие сте лекар и Тања ќе ги наследи вашите хумани тенденции, не, подобро ангажирање. Каков лекар, оние моите ќе ме умрат во канцеларија. Јас сум шеф на сметководството. Добро, значи подобро шеф на лекарите. Шеф на сметководството. Па, како започна сето ова? Па со Коста, мислам, не го пати, па морам да признам, многу се исплашив. Значи, основната идеја се родила кога Коста влегол во станот, ја скршил коската и Тања дошла веднаш да му помогне. Се ми раскости. Помогне? Имате нешто друго да кажете? Не, некој да ми кажеше, немаш да поверувам. Да, јас себе овде имам запишено дека Тања помогнала на 9 мачки, 3 кучиња, 2 зајака, 6 кокошки, 2 петла... Имаме и еден крап. Не крап, амур, запамти, амур. Амур имате, каде е амурот? Во купатилото. Фотографирај, ми треба фотографија. Ајде. Одлично. Одлично. Професорот на вашата ќерка изјави дека Тања е редок талент по биологија. Ета. И дали таа црта кај неа беше изразена уште како дете? За тоа е покомпетентна мајка ѝ. Да слушнам? Па Јас знаете, слушнам. Може. и читав книги кога беше уште мала. Грдото пајче, па ја паторот. Во зоолошката градина го познала секој ќоше, секој камче. Имала интересирање за животните. Да, значи основното животно искуство го стекнала во зоолошката градина, покрај паторот Пајо и грдото пајче. Падна во кадата. Не му е прв пат. Што ќе стане со вас по излегување на нашиот напис? Сигурно ќе се зголеми бројот на пациентите, односно животните. Како ќе издржите? Ќе купите ли нов стан? Шефице, што е? Шефице, змија! Каде? Тука! Од ноза! Се освестили. Не. Каде е Тања? На училиште. А мајка ти? На пазар. Сега или никогаш. Па добро, Тањичка. Мораше така да биде. Дојде санитарна инспекција и подитно донесе одлука поради постојање на опасност од зараза, нели, Маја? Да. И мораше да се отстранат сите домашни животни. Каде се кокошките? Во Белембегово. Каде е Сарка? А ја однесов во населбата нов аеродром. А пикица? Го пуштив во езерото Треска. Амурот, рибата јас му ја поклонив на репортерот затоа што му се наводени фотоапаратите. А Коста? Коста е спакуван, тоест распакуван во кутија. Раскоскен. Добро. Добро, Тањичка, ти освен биологија имаш и други часови, така ли? Па Тања, ти треба да посветиш внимание на другите предмети, не Точно само така. по биологија. Да. Точно така е. Па и нели сите ние можеме да ти помагаме? Па да. Во подготвувањето на лекциите, еве тука сме. Апсолутно. Која ти е, кажи, ајде, која ти е следната лекција? Следната лекција.
Давање инекции. Ej, Panta.